Жребскиот завод и музеј е формиран во далечната 1955 година. Првата постојана поставка која се формира во објектот каде е сместен музеот е археолошката, која за јавноста е отворена во 1961 година. Денешниот современ изглед, збогатен со нови наоди, поставката го добива со реновирањето во 2011 година. Поставката започнува со неолитот. Енеолитот, бронзено и железно време, античкото македонско кралство, Римската империја и завршува со рана и доцна Византија. Алати, покуќинина, оружје, монети, скулптури, жртвеници се дел од богатата поставка која што потекнува од праисторијата па се до средниот век. Предметите постојано се заменуваат со оние поатрактивни, кои потекнуваат од новите истражувања на терен. Поставката во Прилеп го крие и еден од најуникатните експонати и пронајдоци кој што е единствен од овој тип на Балканот, стар околу 8000 години. Кога ќе влезете во постојаната археолошка поставка во заводот и музеј Прилеп, прво нешто што ве пречекува од вашата десна страна е овој жртвеник што се наоѓа позади мене, откриен во далечната 1979 година на локалитетот Врбјанска чука. Археолозите претпоставуваат дека е стар од 7 до 8000 години, односно потекнува од младото камено време. Дали се знае точно неговата намена и како се употребувал овој жртвеник? Така, значи овој објект што гледаме тука е направен од печена земја глина, од, како што спомнавте, од младото камено време неолитот, и тој сушност бил во поголема градба и во еден централен дел, да речам, така да што имало пред него простор, како вака што стоиме ние овдека, пред него имало простор во рамки на таа градба, каде што жителите на таа населба, каде што овој жртвеник е пронеден, нели, тука доаѓале и следеле одредени ритуални активности посветени на божествата, во кои што тогашните луѓе од неолитско време верувале. Така да, како функционирал во тој поголемиот дел, тука тоа свештено лице во тоа време, прво ги завршувал тие ритуални процеси и кога ќе завршиле тие ритуални процеси посветени на божествата, после тоа жителите, нели, што се насобрани од населбата во градбата, после завршувањето на тие процеси, доаѓале до тие помали реципиенти, ние ги викаме, значи како кадички што се нели направени, и тука жителите оставале одредени продукти прехранбени, да речеме, во како дарови за божествата, кои што божества треба да им помогнат во разни, значи, аспекти во нивниот духовен живот. Пронајден е како целина или е составуван потоа? Пронајден е како целина, меѓутоа заради да се транспортира тука до музејската установа и да се изложи овдека во оваа изложбена поставка, морало да се пресечи на неколку делови и донесен. Тука па повторно овдека е, како да речем, прилепен, нели, реконструиран. Во овој период во Пелагонија, од кога потекнува и жртвеникот, живеела една етничка групација која што имала уникатни култови кои што ги обожувала. Неолитот се рачуна како една револуционерна епоха во развојот на човештвото, од аспект на тоа што во тој период тогаш започнува развојот на земјоделието, припитумувањето на домашните животни, развојот на сточарството, но исто така се развива и онаа духовна фаза кај човекот. Значи, покрај големиот жртвеник што имавме можност да го видиме, кој што стоел можеби на средина од таа неолитска населба, луѓето во тоа време започнале и со користење на така наречени куќни жртвеници, што можеме да ги видиме тука веднаш до нас. Па како се употребувале овие жртвеници за разлика од овој поголем жртвеник? Така, како што спомнавме, тој поголемиот жртвеник е, нели, за сите жители, населението што живеело во таа населба, да ја завршат заедничката ритуална процесија, да ја следат. Е, нели, кога ќе појдат во своите домови, во своите куќи, тие имале свои семени, куќни, мали жртвеници. Овие мали куќни жртвеници баш се како тип на модел на куќа. И има постојат два модели на куќа. Едниот е отворен тип на модел куќа, нели, без покрив, а другиот е затворен тип на модел на куќа. И овие конкретно за затворениот тип на модел на куќа е специфично постоење на во горниот дел цилиндричен антропоморфен форма, облик, кој што, нели, стои тука на покривот, всушност тоа е представа на предците, на заштитниците на семејството. Сигурно, се можеме ние само да го замислиме, меѓутоа најверојатно во семејството луѓето во натрешноста на овој жртвеник
палеле оган, затоа што овие цилиндри, антропоморфни, се шупливи и горе имаат отвор. Така да, најверојатно, чадот, да речем, од оганот излегува горе и тоа делува мистично. Значи, тоа е всушност еден почит кон тие предци за семејството да го заштитуваат. Практично, овој објект што го гледаме тука со човечки лик стоел од озгора на самата горе на затворениот тип на моделна куќа. И уште да кажам дека овој тип на модели на куќи, и отворениот и затворениот, од неолитско време, значи од младо камено време, се наоѓаат, значи се откриени само на просторот на Пелагонија, во Прилепскиот дел од Пелагонија и во Битолскиот, на никаде на друго место на Балканот. Тоа значи дека постои овдека во Пелагонија, од тоа време постоело некоја културна заедница затворена која што немала влијание со некои други соседни култури. Исто така, веднаш позади нас во изложбениот простор може да видиме мали жртвеници со масички, скалести ногарки. Тоа се масички со скалести ногарки, исто како што има нели на големиот жртвеник скалести агли. Еве да речеме, гледаме тука и на тој отворениот модел на куќа скалести ногари, подразбира тоа скали кон небото, кон божествата, кон предците. Уште тоа се верувало дека животот оди некаде горе во височини. Младото камено време е карактеристично и по тоа што тогаш владее матриархатот. Неолитот, младото камено време и следниот преисториски период е неолитот, кој што представува премин во металните епохи, представуваат периоди во преисторијата каде што мајката, односно жената, се глорифицира, односно добива статус на божествена енергија. Така да тоа е всушност времето на матриархат. И врз основа на тоа, всушност сведоштво за постоење на систем на матриархат во тие преисториски епохи се пронајдените многу бројни фигуринки од глина, од печена земја, кои што прикажуваат нели мајка, односно жена со нејзините облини. Се наоѓаме пред еден навистина уникатен наод, а тоа е македонски антички штит од кралот Деметрий. Тој представува еден од трите вакви штитови кои што беа пронајдени на локалитетот Старо Бонче пред 10 години. Во што точно се состои неговата уникатност и дали пред нив се пронајдени некакви други вакви орудија? Така, уникатноста на овој наод, антички македонски штит, е во тоа што е единствен пронајден на територијата на Република Македонија. На територијата на Република Грција и во Египет и во други делови на исток, каде што големата македонска империја постоела, има пронајдено делови од штитови, меѓутоа за прв пат кај нас во Република Македонија. Конкретно ставна збор за 3 штитови најдени во една иста јама на локалитетот Старо Бонче, кај селото Бонче. Најверојатно овие штитови биле парадни штитови, кои што припаѓале на некој гардиста кој што служел во армијата на кралот Деметрий. Деметрий први, затоа што имало два кралеви со истото име Деметрий. Деметрий први и Деметрий втори. Конкретно, значи, на самиот штит го има името на кралот Деметрий, во случајот Деметрий први, на средина, во центарот го има сонцето, нели, како символ на кралската куќа на античка Македонија, а наоколу 7 помали исто така сонца. Зошто параден штит? Затоа што таа оплата, ние што ја кажуваме, горниот дел на штитот, бронзата, всушност може да биде само од параден штит. А оние штитови што биле за војна, нели, за војување, имале оплата од железо. Во близина на таа јама се наоѓа и она позната кралска гробница, како што ние ја нарекуваме, помеѓу селата Подмол и Бонче. Дали може би и овие штитови се поврзани со таа гробница? Не, сепак, затоа што таа гробница е нешто пред штитовите. Таа е датирана некаде 20-30 години пред штитовите, кога уште, значи, Александар Македонски или неговиот татко Филип II биле владееле долу во Македонија, а овде горе имало кнежество, постоело кнежество на пелагонците. Веројатно таа гробница во близина, нели, кај што се најдени штитовите, таа гробница е всушност на некој од тие кнезовите на тоа пелагониско кнежество, кои што сепак биле во сојуз со македонското античко кралство. Поставката не би била целосна доколку ги немаме предметите и скулптурите кои се пронајдени на археолошкиот локалитет Стибера кај Прилеп.
Град кој започнал да функционира некаде за време на македонскиот крал Филип Петти и неговиот син Персеј, а најголемиот процут го има градот за време на римскиот период, во 2 и 3 век од нашата ера. Се наоѓаме пред една од поставките во музеот, каде што е прикажано дел од богатството на најзначајниот археолошки локалитет во Плевско, а тоа е античкиот град Стибера, кој што е пак најмногу познат по своите мермерни скулптури, кои што мислам дека околу 30 се досега пронајдени на овој локалитет. Да. Значи, античкиот град Стибера е во ранг на античките градови, зборам за на територијата на Република Македонија, како Хераклеја, како Стоби, како Скупи, меѓутоа за жал е помалку истражен заради некои правни имотни проблеми нели со парцелите нели кај што се наоѓаат нели остатоците од градот. Меѓутоа, иако Стибера е истражен помалку од што другите градови кои што ги спомнав по Република Македонија, сепак тој понуди и нуди и цело време континуирано нуди мноштво на наоди од мермер. А кога имаме во некој антички град кога ќе пронајдуваме наоди од мермер на скулптури, нели, тоа значи дека градот бил богат, затоа што мермерот представува полуксузен вид на материјал за изработка на скулптури, нели. Конкретно на Стибера се пронајдени, како што спомна, повеќе од 30 скулптури на кои што се представувани и божества, нели, во кои што нели жителите во тоа римско време верувале, меѓутоа имаме и бисти и скулптури на многу видни граѓани кои што нели биле заслужни за развојот на економскиот, политичкиот, културниот развој на градот. Да речеме, тука имаме скулптури на божества како што е богинката Нике, богот Меркур, Херкул, меѓутоа и на видни граѓани, како што кажав, кои што имаат заслуга за градот, а исто така и овој тип на скулптури на жени во Римската империја глорифицирани во вид на херкуланки. Во 2019 година Заводот и музеј Прилеп го отвора овој изложбен простор на отворено или уште наречени лапидариум. Тука се изложени поголемиот дел од мермерните предмети во музеот. На еден начин, овој простор позади мене е продолжување на археолошката поставка што имавте можност да ја видите претходно. Во лапидариумот се поставени мермерни скулптури и други експонати изработени од камен кои во изминативе 60 на години се пронајдени на археолошките локалитети во Прилепско, како што се Маркови кули, Варош, Прилепец, Мажучиште, Дебреште, локалитетот Соколица кај село Бреилово и секако еден од најзначајните античкиот град Стибера. Поставката во лапидариумот започнува тука со овие антропоморфни стели, каде се пронајдени и од кога потекнуваат? Како посебна целина во збирката на епиграфски споменици и камена пластика е оваа група на антропоморфни стели кои што се карактеристична појава за Пелагонија и бележат континуитет од архајскиот до доцна античкиот период. Направени се од андезит и во горното поле се врежани човечки ликови, а еден примерок во збирката на епиграфски споменици камена пластика има изрежано и релјефно поле на старогрчки јазик. Што пишува на него? На него се спомнува Диониси и зборот Хаире, кој што ја пренесува пораката од подземјето, од другиот свет. Значи, тој заминува во другиот свет и во добар час, за добра среќа неговата душа преминува во подземниот свет. На еден начин овие антропоморфни стели што ги спомнавме служат како надгробни споменици ли? Тие се надгробни споменици, да, меѓутоа има дол континуитет на појава во Пелагонија. Најпрво се користат како надгробни стели, а потоа се користат и како уоквирување или фланкирање на гробовите од доцна античкиот период. Се наоѓаме кај еден друг вид на мермерни стели, тука што се поставени во лапидариумот. Кој е нивното значење и од кога потекнуваат? Оваа стела е од типот наискос, што значи мал храм, што е деминутив од грчкиот збор наос, што значи храм. Фактички оваа стела е вечната куќа храм, каде што покојните вечно живеат. Стелата е сочинета од фронтон, епиграфски надпис и релјефно поле,
а во долниот дел на надгробната стела со вертикални профилации се изведени 3 метопи. Во епиграфскиот надпис се 7 реда, а во анаглифното поле е последниот ред од надписот. Оваа стела ни прикажува идеја како покојникот кој што е во полулегната положба лежи на клине, во раката држи керамички сад, а веднаш до него е неговиот прислужник. До клинето е неговата сопруга која што во раката држи ладало. Тоа е еден од фунерарните символи кој што ја представува бесмртноста. Веднаш до женската фигура е представена прислужничката на незината господарка, која што на главата носи пиксида или кутија со накид и го символизира богатството на незината господарка. Тоа е една секојдневна сцена како би изгледал еден ден на покојникот во задгробниот живот. Се наоѓаме покрај друг вид на надгробна стела, тука во лапидариумот, слична на претходната што можевме да ја видиме. И тука имаме една представа на маж и жена каде што се држат за рака и 2 деца. Што представува оваа сцена на стелата? Оваа стела е исто од типот наискос, меѓутоа се разликува по мотивот држење со десната рака или дексиосис и декстрарум јунктио. Оваа представа во науката е позната како вечното поздравување помеѓу сопружниците. Според анализата на овие фунерарни символи на надгробната стела, ние дојдовме до сознание дека станува збор за еден исклучителен примерок во камената пластика и епиграфските надписи. Во фронтонот е представена звездеста розета која што го означува духовното и повторно раѓање на покојните. Таа е фланкирана со 2 делфини. Овој полисемиотичен символ во камената пластика означува апотропејско и профилактично значење, односно тие се психопомп кои што ја водат душата на покојните на блажените острови. Веднаш под фронтонот во надписното поле во 2 реда на старогрчки јазик вечно се спомнуваат и се врежани имињата на Дзопир, син на Зоил, и Лола, керка на Бадон. Под надписното поле се представени 2 фигури, маж во хитон и жена во химатион, која што на главата носи марама од типот калиптра. Веднаш до мажот стои момче, тоа е негов прислужник во стоечка положба, а веднаш до матроната или старата жена е представена незината прислужничка која што на главата носи пиксида и го означува богатството на незината господарка. И овде, како и на претходниот примерок, на столчето каде што се поставени нивните нозе, има врежано символ на бршлен кој што го означува бесконечното патување на покојните во задгробниот живот. Во лапидариумот може да се видат и прекрасни мермерни скулптури. Статуите, најчесто изработени од бел квалитетен мермер, ни ги доближуваат фризурите и облеката во времето на Римската империја. Ова е еден типичен архетип или идеал за женската убавина, кој што се нарекува во науката голема херкуланка. Минатата година на локалитетот Стибера беше откриена и агората, односно просторот каде се вршила трговија, но и простор кој служил како плоштад. Тоа е за прв пат во некој антички град во Македонија да се открие агората. Заедно со тој простор се откри навистина уникатен наод, а тоа е одлично сочувана мерна маса. Се наоѓам пред еден навистина уникатен и интересен примерок, тука поставен во лапидариумот, а тоа е ова мермерна маса, која што се користила за мерење на производите. Како точно функционирала оваа мерна маса, дали се знае, и што представува овој надпис што се наоѓа во фронталниот дел на мерната маса? Оваа мермерна маса или секомата е единствен примерок во нашата земја и една од ретките примери во светот кој што е целосно сочувана. На површината на мерната маса се влабени повеќе отвори со различен капацитет и служела за мерење на течности, бидејќи дното им е перфорирано. Оваа маса е најдена на пазарниот простор во античкиот град Стибера,
а на надписното поле стои дека во 289 година Ајли Химнос, агорономот, од своји средства ја подигнал оваа маса и ја оставил за потребите на градот. Агорономот всушност е функција која што е официјално избрана и значи човек кој што се грижи за непречено одвивање на пазарната комуникација во градот. Значи практично тука производите кои што се наоѓале во течна состојба како вино, млеко и така натаму, се туреле во овие отвори, се мерела нивната количина и потоа низ одеден чеп што се наоѓа долу под овој отвор се испуштала и се продавала на купувачите. Да, за правилно мерење на течностите. Дали се знае колкава е нивната литража, тежина на... Направени се различни влабнатини со различен капацитет, почнувајќи од 10 кг, 5 кг, 3 кг, 2 кг, килограм и останатите со помал капацитет, во кои што агорономот имал за задача правилно да ги измери течностите за потоа да се продадат на агората. При истражувањата на агората на истиот зид во следната ниша е откриена жртвена ара која што е посветена на богот Хермес и на која што е забележано за добра среќа на богот Хермес и татковината подигната од Евпорос Александрос. Овој бог знаеме дека е бог на трговијата и несомнено е значајно затоа што е поставена домерната маса, неговото значење како божество на агората. Со Стибера е поврзан уште еден интересен наод во лапидариумот. Овој епиграфски надпис е пронајден на античкиот локалитет во Стибера и од него дознаваме дека е посветен на Септимиј Лик, македонијарх, и е подигнат во времето на владењето на императорот Комот. Од овој надпис дознаваме за функцијата македонијарх, која што представува председател на Македонскиот сојуз или Македонскиот коинон, односно имал уште една функција, тоа е врховен свештеник на императорскиот култ во Стибера. Најновата поставка во објектот каде е сместен заводот и музеј Прилеп е етнолошката поставка. Поставката содржи над 350 предмети кои потекнуваат од средината на 19 век па се до почетокот на 20 век. Таа е конципирана во 3 дела. Како што и претходно кажавме, етнолошката поставка во Прилепскиот музеј е поделена во 3 концепцијски дела, односно семејство и обработка на земја, делот каде што се наоѓаме сега. Тука имаме и славската трпеза и од двете страни ги имаме познатите прилепски занаети. Практично туристичката тура во оваа етнолошка поставка започнува токму од ова место, односно во делот кој што го нарекуваме семејство. Што може посетителите да видат во овој дел? Во овој дел посетителите гледаат точната поставеност во едно домаќинство каде што жената е главна во нејзината улога. Гледате овде една мала трпеза во која се собирало семејството после напорниот ден. Ги имате сите овие дрвени предмети кои што ги осликувале или го помагале во семејството, како што се тарунот е составен дел во едно домаќинство каде што се разместувал лебот и после се носел на печење. Овие делови предмети се соларници и лајчарници, зависност од тоа што домаќинството употребувало. Можеме да забележиме еден карактеристичен дел, дрвен дел од домаќинството е бутин, кој служил за обработка на млеко. Гледате овде, пошто жената е олицетворение на домаќинството, на собирањето во семејството, традиционалниот начин на живење, го имаме, ја имаме и незината домашна изработка на волната, пошто стопанот ги носел производите од волна, дома или било како, и обработувале. Имаме фурка, вретено и родан. Карактеристичен дел во едно прилепско селско семејство или рурална средина е каселата, каде што се чувале сите текстилни производи во едно семејство.
За разлика од претходниот дел, каде што беше представено семејството, тука позади нас имаме и фотографии кои што попластично ни го доловуваат начинот на живот на прилепчаните во крајот на 19 и почеток на 20 век и сите овие орудија со кои што тие се служиле при обработка на земјата и во секојдневието. Значи, во овој дел, така наречена одаја работна, или работна просторија наше, се вместени сите алати за обработка на земјата, каде што стопанот на семејството учествувал во сите земјоделски работи во сточарството, во земјоделието. Преку слики во овој дел, сакавме пластично да покажеме алатите и предметите зошто и како се употребувале. Значи можете да видите од почеток до крај производство на тутун, еве ги алати, копачи, мотики, дрвени, други алати. Обработка на земја, еве го ралото го представува како составен дел. Во ниедно македонско семејство не можете да не најдите плуг. Овие овде представуваат неколку видови на вили кои ги обработуваат, ги прикажуваат начинот на кој сеното и се обработувало во вид на сток, се превртувало, значи неколку обработки има на сеното. Кога се искоси, па после се превртува, па се суши, па се прави сток и то служило за храна на животните. Овој дел овде, металниот дел, го прекажува обработката на земјата. Значи ден денеска имаме различни видови на мотики, меѓутоа овие се од период за кој спомнавме, крајот на 19 почеток на 20 век, како се обработувала земјата. Карактеристични се овие неколку лопати за веење на жито, за сеење, за жнеење. Еве имаме различни видови на стрпови кои ги употребувале стрповите, мажите ги употребувале жените. Зависно како. Овде имаме карактеристичен дел од жнеењето, вител. Се вика број 11, така ги составувале снопјето, кога ги жнееле житните култури. Вториот дел од оваа поставка е посветен на познатите прилепски занаети. Се наоѓаме во вториот сегмент на постојаната етнолошка изложба, каде што прикажани се во овие витрини алатите за производство на сите метални производи. Сите карактеристични алати кои се употребувале во занаетчиството. Значи, почнувајќи од алатите за производство на казанџиски производи, кантарџиски производи, така да овде имаме карактеристични клешти, ножици, чеканчина, зъмби, калапи разни, пергел или шестар, така да занаетчиите го потребувале на големо. Во овој дел ги прикажуваме готовите производи, односно прикажани се карактеристично еве за оваа витрина е утијата, е најстар предмет, еден од постарите предмети во нашиот музеј, или пегла. Во руралните средини ја викаат утија, а во градските јутија. Се во зависност од тоа. А ова пегла или утија се користи за пеглање на тежок материјал, чоја или шајак. Така да ова пегла се клава во жар, така и кога ќе се, затоа и рачката е малце поголема за да не жежи и така се клава платно од шајак и сите тие стари носи се пеглале. Имаме овде карактеристични ваги и мали картанчина, што значи дека инвентивноста на старите прилепски занаетчи била голема. На различни начини, во различни периоди. Имаме неколку видови на рачни терези или ваги. Имаме ваква терезија која бакалска се употребувала во бакалските дуќани. Имаме терезија која се употребувала во аптекарските дуќани или во аптеките наречени. Ова е аптекарска вага. Овие се карактеристични примероци од прилепската чаршија, наречени се дивити, кои служеле за, му се најдувале
на занаетчијата, на чорбаджијата, на стопанот во едно семејство, тие во овие празни делови се кладало мастило, а во овие големи делови имало пајкино или шаткино перо. Така ги запишувале сите своји работи кои што му требале за тековниот ден или за потреби на муштериите. Овде во овај дел имаме поголем број на производи, сите се готови производи, да видиме, меѓутоа сите си имале своја навена. Почнувајќи од домаќинството, гледаме на два вида на тенџериња со капак. Гледаме, ние ги нарекуваме санчиња, овие се некогашни и сегашни тањири. Имаме два вида на легени, овде ги мијале нозете, стопаните, газдите, чорбаджите дома. Можеме да видиме два карактеристични мангали. Овие се мангали, овај мангал се користел во мала просторија и е легач наречен. Овај е од бакар и посовремен и овај се користел во чорбаджиските куќи, пошто тие биле секаде големи и отворени. Едни од најпознатите покрај казанџите во Прилепската чаршија биле и кантарџиите. Кантарџиите во Прилеп биле барани насекаде. Дури имаме податок дека прилепските кантари биле најбарани на Истанбулскиот пазар дури во Турција. Зборуваме за период кога панајгирот бил во најразвиен. Значи панајгирот во Прилеп, во Прилепската чаршија бил негде во средината на 19 век, 1825-1852, се додека се изградила пругата Скопје-Солун. Кога пругата Скопје-Солун се изградила, значењето на Прилепскиот панајџур, на производите полека се замрува, меѓутоа прилепските занаетчии со својата инвентивност останале и ден денеска познати надалеку. Овие кантари, специфично за нив, секој кантарџија си имал свој начин на обележување. И во зависност од занаетчијата кој ги произведувал кантарите, така и тие добивале на своја важност. Имаме кантари што мелеле мала тежина, имаме кантари што мера голема тежина. Значи, малите кантари почнувале со мера од 1 ока, па имало до 50 ока. Оката, како средство за мерење тежина, е со вредност од 1425 грама. Значи можеме да претпоставиме уште тогаш каква била развиеноста и инвентивноста на нашите предци занаетчи. Козинскиот занает, барем во нашиот музеј, е еден од најзастапените занаети. Значи ние имаме предмети за накит или накит, предмети од накит, што заснема посебен дел во нашата етнолошка збирка. Значи можете да видите дека предметите од накит се разновидни. Во овие неколку витрини се запазени пафтите како составен дел на секоја женска носија, било да е свечена, било да е за други намени, за излегување во град, за слави, за имиња или било како. Пафтите се карактеристичен дел. Значи ги имаме, гледате, изработката е на сите различна, како за дел од секое занаетчиство што занает во Прилепската чаршија, исто се случувало и со којунџискиот занает. Секој којунџија, денешен златар, си го обележувал својот предмет. И точно се знаело кој накит или кој дел од накит од кој занаетчија се произведува. Пафтите се состоеле на женската носија. Имаме колани кои исто фактички во овај дел имаме накит кој се употребувал, претежно го употребувале жените, невестите, младите девојки. Во тој период, затоа што има накит што се употребувал на главата, имал накит што се употребувале на ушите, во прстите и на секој дел од носијата. Претежно е изработката од легура од сребро или злато, не е чисто злато или сребро, меѓутоа
можете да видите прстени, машки, тешки, толоватни прстени, наречени толовати, кои мажите или чорбаджите или газдите или стопаните ги носиле на рацете, со кои откажувале припадност на семејство или богатство на семејство. Значи можете да текнете овие да видите, сите се украси на женската носија. Карактеристично е еден вид на амајлија, која е користеле ваков. Значи, сите овие, секој дел од накитот, колку бил поукрасен со монети, така наречени монети или парина, што ги викаме ние, така била побогата облеката. Во секој случај, накитот е карактеристичен дел за плебската чаршија и за секое плебско семејство. Третиот дел од поставката се наоѓа на средината од просторијата, а тоа е познатата славска народна трпеза. Ова трпеза е олицетворение на славска, на свечена, наречена свечена трпеза. На оваа трпеза, пошто не била за секојдневна употреба, ова трпеза е користена исклучиво за свечени прилики. Во било кое семејство, во тогашниот период, семејството се собирале различни свечености. Свеченостите, почнувајќи од свадби, крштевки, слави. Специфични биле славските маси, каде што истело поставени за гости, еве можете да видите различни видови на столчина. Значи имало столчина по двајца, мали деца да седа. Еве и предметите, овие дрвени предмети фактички на оваа славска маса отпикуваат кој на кое место може да се седи. На славата се знае од домајчино кај седи, кај седат гостите. Овие предмети од керамика се карактеристични за овие свечености, се наречени бардина каначки. Значи, домајчините ги канеле гостите. Се специфични затоа што кога домајчинот ги почестувал гостите, сите клавале нешто во овие делови. Затоа се такви, не се карактеристични глинени. А што се ставало во тие делови? Да, се ставало шеќерчина, пари, зависи од гостите, какви се гостите. А значи гостинот ставал во овие каначки бардиња, кога биле посетувани од страна на... Затоа ние сакавме да го представиме начинот на кој славата или славскиот ден или свет ден што го викаме ние е карактеристичен во едно семејство. Покрај овие поставки, под заводот и музеј во Прилеп, но сместени во други објекти, се и музеот за тутун, галеријата на икони, меморијалниот музеј 11. октомври, спомен куќата на Кузма Јосифовски Питу и спомен куќата на Блаже Конески во селото Небрегово.